Дечки, ама ладно да знаете. Дојдовте во уште едно моје ново видео. Денеска ќе гледате на мојот канал нешто многу поразлично од тоа што сум го снимал до сега и мислам дека многу поразлично од тоа што е воопшто снимано на YouTube сцената од останатите јутубери. Денешното видео нема да го посветам на смеја, на забава и на глупости, како што и веќе гледате на другите видеа. Денеска ќе го посветам на нешто што требало одамна да се направи, односно споредба со посветеноста на медиумите во Србија према нивните страни личности, отколку према нашите. Еден дечко ми даде добра идеја да одам до најблиската, како се вика аптека, не аптека, продавница. Додам до најблиската продавница да купам неколку вестници што се жолта штампа, оние вестници што се уште работат како пред 30 години, пред 20 години кај нас, каде што се уште пишуваат за јавните личности тука во Србија. Сакам да направиме една споредба која што за жал кај нас е очајна. Телевизиите веќе нема емисии, веќе не поддржуваат јавни личности, не поддржуваат музика, се она што се нарекува естрада. Кога станува збор за печатените медиуми кај нас се воопшто ги нема, тотално се изумрени, но ете единствена светла точка во мојата глава сега кога го зборам ова е espresso.mk. Не поради тоа што навистина се со мене ги ме поддржуваат во патот што сум тука, но стварно кога ќе вклучите espresso.mk ќе видите дека навистина ги поддржуваат страните личности кај нас, туку и мене на патот тука во Србија. Ајде да одиме да земеме неколку вестници, таман ќе направиме споредба да видиме како работат во Србија во вестниците. Кај нас тоа воопшто го нема. Ама со воопшто, ајде! Ја изгубив маската. Туку ја викаат трачарица. Да видиме што ќе добие. Да видиме. То е то. Одле, скандал. Може. Може. Ево, 3 Сви су различни, така? Аха, да. Доступите. Се читаат ли? Се купуваат? Да. Чао. Ај. Еве дечки, сега ќе ви кажам колку добив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 различни, како да ги наравам, вестници што се тиражи за жута штампа. И веќе можам да приприметам дека се работи многу професионално, барем на ваков начин кај нас е заборавено. Јас не знам, ако има поправете ме, не сум видел кај нас одамна, можеби неколку работат, но кај нас е многу изумрени овие работи и општо посветеноста, како што кажам, на медиумите за нашите естрани личности, како што гледате, тука има разновидно е премногу. Голубовиќ, Дарко Лазич, Раста, Ана Николич, Станија, Луна, Анабела, така да ајде се одиме во апартман, пошто многу е ладно да споредиме, да видиме каков е начинот на работа тука во Србија и зошто во Македонија не го прават тоа. Ајмо куќи. Дечки, се вратив јас дома, како што можете да видите се пресоблеков, надвор е зивра, во станот нормално дека е топло. Тој што имал план да оди за Белград, обавезно да си земе гардероба периодов, мислам дека е многу поладно од кај нас од Скопје. Се надам дека ќе го поддржите видеово заради тоа што нема содржина во ова видео од страна на заебанци, глупости, да изиграм будала од себе, туку ќе го посветиме на она што за жал се случува веќе неколку години кај нас, односно неподдршката на страните личности. Сакам да ги поддржам пеачите, музичарите, спортистите, актерите кај нас кои што се трудат, работат многу повеќе можеби од оние што работат во Србија. За жал кај нас веќе не добива никој вистинско внимание. Кога дојде време јутубер ко мене да добива највише внимание, да не набројувам кој што како, шалим се у продаји. Сега, земав неколку вестници кои што се жолта штампа или трач, како сакате наречете ги, она што во светот на новинарството се нарекува нормално. Заради тоа што за жал, колку и да се противите вие од таа страна што јас некогаш правам драми, ставам бомбастични наслови, изигравам телевизија или новинар, секогаш тоа пали. Како се прави? Седнаш на маса, си гледаш по бизнис план, каде има бројки, каде нема бројки, поради тоа што бројките секогаш доаѓаат кога ќе има на пример бомбастичен наслов. Тука е Јањуш ја имал секс со роđаком, со роднина имал братот секс. Разбирате и олма. Психата на луѓето е дајте да кликнам да видам. Затоа не ми се лутете некогаш тоа јас го правам за шоу, некогаш повеќе е кликбейт и тоа е тоа нормално во денешно време. Што ми беше муабетот? Србите, за разлика од нас, како што можев да видам, дека работат исто како пред 15-20 години. Си ги почитуваат своите страни личности, се уште постојат куки и ТВ, куки и печатени медиуми кои што живеат од народот. Сега, што е поентата на целото ова видео? Постојано ние кукаме и постојано ние кажуваме дека немаме музика, немаме забава, немаме уметност, а најголемите кривци или виновници за тоа сме ние, самите себе си. Пример во Македонија, да има сега еден ваков вестник. Го гледате тука Лазаров, тука Тамара Тодевска, тука го гледаме Лозано и не знам што. Никој не го купува. Зошто? Заради тоа што самите ние одлучивме повеќе да не си го поддржуваме своето. Не знам зошто е тоа така.
Естрадната сцена за да добие потребни се секогаш читани медиуми, гледани емисии или во денешно време добиени лајкови, сабскрајбери, гледаност на YouTube и така натаму. Се тоа го категоризира насловот, содржината и можеби некогаш лагата, затоа што медиумите многу често знаат да излажат за да добијат тоа што им е потребно, односно читаност, гледаност и така натаму. Споредбата со нашата држава е очајна во споредба со српската, заради тоа што не зборам како држава, туку зборам на тоа колку телевизиите и сите ние си го поддржуваме своето. Тука сакам да ги кажам и espresso.mk, сајтот кој што е со мене на патот за Белград, сајтот кој што навистина ме поддржа и навистина ме изненади. Нема да глуметам лудило, не сум го читал пред да се споиме, но еден од ретките, ако не единствен во Македонија кој што поддржува цена. Дојди вам. Еве го, кога ќе вклучите espresso.mk, веднаш ќе забележите, ова сега го објавија поради интервјуто кој што го направив со Fox, но тука има едно прозорче или како и да се нарекува сцена. Стискате на сцена, идете на наши фаци. Тука можете постојано да најдете вести поврзани со личности од Македонија. Маја Оџаклиевска, Тарабунов, Тамара Тодевска, Лила Филиповска, Гавазова, Игор Џамбазов, повторно Тамара, Ивана, ова мислам дека на Инстаграм, така нешто ја знам. Сакам да ви покажам дека espresso.mk се труди да објавува вести за нашите фаци. Сега, поентата на ова видео не е да го поддржам само сајтот или да направам споредба со нашите печатени медиуми кои што не постојат повеќе. Туку сакав да упатам една порака која што вие гледачите на мојот канал Лазаров или моите пријатели кои што се заедно со мене од стартот, да се потрудиме сите заедно, да се поддржиме измеѓу себе, да го поддржиме она што се нарекува македонско и на таков начин ќе добиеме и ние како артисти, и вие како гледачи и самата сцена општо, не YouTube или музичка сцена, туку самата сцена која што е ентертејнмент ќе расте. Така да дечки не ќе повеќе да го тупам, земав намерно печатени медиуми заради тоа што нивните медиуми кои што се на интернет се многу подобри од нашите, многу повеќе се трудат околу тоа, многу повеќе вложуваат околу тоа, затоа земам печатени медиуми заради тоа што вие дечињата или помладите сигурен сум дека не се сеќавате како тоа изгледаше кај нас, кога имаше вест, кога Зоки Фаци беше таму мојот пријател главен уредник. Така да поддржете го ова видео, ставете во коментар мислење на оваа тема. Сакав да биде од сериозен карактер ова видео, не се глупирав заради тоа што оваа тема е навистина комплексна и треба за да се подобри сите ние да ги мотивираме артистите, да ги мотивираме новинарите, да ги мотивираме собствениците да вложуваат во забавна програма. Јас ќе се одијам тука, ќе продолжам да се борам за ова што го зборев денеска и тие што не го гледале видеото зошто дадов отказ во телевизија, нека го видат, па некако ќе спојат уствари зошто го правам ова видео денеска. Ставете лайк, ставете subscribe, шернете го ова видео, ставете мислење на вашата тема во коментари и се гледаме повторно. Чао од Стефан и се надевам дека ќе бидам човекот кој што ќе ја започне револуцијата во Македонија за подобрување на сцената за ентертејнмент. Чао.